Долгиот сушен период која зафати Македонија и струмичкиот регион го паузира засејувањето на житните култури. Експертите велат дека теоретски сеидбата може да се врши до нова година. Иако струмичкиот регион, општо, ова југоисточниот регион, не само струмичкиот, него и Радовичкиот, Гевгилиски и така натаму, е градинарско-полјоделски регион, каде што градинарството доминира со исклучок на мал процент на лозарство, овоштарство, па и тутунот. Сепак има голем број на луѓе кои што своите површини со цел да не лежат така ги сеат со семенска пченица, некои со јачмен, рж и така натаму. Знаеме дека овој период каде што условите за сењето на семенската пченица, односно на житните култури е најповолен, но знаеме дека може да се каже дека Република Македонија, гледајќи ги временските случувања по на север во Европа и така натаму, представен вид досега е оаза на суша, односно може и пустина да кажеме, затоа што многу одамна веќе нема паднато добар дожд, па земјата е веќе истоштена, односно сува, кој што невозможува да се изврши сењето на пченицата. Ово пак предизвикува да роковите на сењето ги извлече наназад и иако знаеме дека пченицата може да се сее обично по одредени видување калкулации до нова година, значи се уште има време, сепак рековме оптималните услови ни бегат. Ивановски советува земјоделците внимателно да го чекаат првиот дожд, пошто не треба долго да ги одлагаат сеидбените работи. Затоа мој совет, моја препорака е на земјоделските производители. Прво и основно, во колку дојде до период на сепак да заврни дожд, да после тоа првата можност да извршат орење, односно подготовка на земјиштето и сењето на пченицата, да не чекат многу, бидејќи да не дојде до губењето на влагата како резултат на долготрајната суша. Исто така ќе ги информирам земјоделските производители дека не се ора или не се сее пример житни култури на суво, затоа што потоа при првиот дожд кој ќе дојди се создава една покорица, може да се создаде покорица на површината и да не дојде до поникнување на семенската пченица, односно житните култури, реков сега пченица, исто важи за јачмен, рж и така натаму. Есенската сеидба доцни во најголемата житница во Македонија Пелагонија. За да се надминат сите турбуленции со лебното зрно, покрај субвенциите од Министерството за земјоделство за идната година најавија пополнување на стоковите резерви исклучиво со домашна пченица, бидејќи со претходните искуства во државните резерви се внесува и ефтина увозна пченица.